Разговараме значи со Игор Ангелков и Небојша Јовановиќ во однос на петтото издание на Киненова, кое вечерва официјално започнува. Ке почнеме, ако дозволиш, Игор, со Небојша прво. Би сакал, Небојша, прво да поразговараме во сите овие услови на кои што живееме. Иако не сакам да ја користам формата новото нормално, но еве во овој случај веројатно е соодветна. Дали некако со тешки маки успеавте на крајот да дојдете до реализација на ова петто издание на Киненова? Дали со тешки маки? Не би рекол со тешки, можеби со напор. Со предизвици големи дефинитивно, да. Уживав во припремите, имаше секако беше голем предизвик да предвидиме што ќе се случува есенва, бидејќи ние одлуката ја носиме во некаде во мај, конечната одлука во кој формат и во кој обем ќе се случува фестивалот. Како што сите знаеме, актуелно што се случува, го имавме предизвикот да предвидиме и во таа насока одлучивме оваа година ексклузивно фестивалот да оди во ТВ формат, што е за прв пат во Македонија, а мислам дека и во светот. Еден фестивал да се случува на телевизија. Голем е предизвикот бидејќи пред се на филмовите кои што новите филмови се предвидени да имаат кино дистрибуција и да имаат премиери на светски фестивали како што и нашиот, кои што се случуваат во реално кино. Сега ние требаше да ги предоговориме, значи правата, да ги договориме за ТВ емитување, тоа беше најголемиот предизвик. Успеавме во најголем дел тоа што посакувавме да го имаме, и тоа е за мене голем успех, така да тие маки беа убави, можам да кажам. Беше малку напорно, меѓутоа го избуткавме до крај. Во овој дел, Игор, ме интересира програмската селекција, бидејќи веројатно наум постојано ја имате, го имате моментот на вашата публика, која што си ја знаете со текот на годините и слично, но доаѓањето до оваа идеја за реализација на фестивалот на телевизија, веројатно има влијаено на делот со програмската селекција, со оглед на тоа дека сега ќе имате публика која што можеби никогаш претходно не сте ја виделе во киносалите. Тоа е точно, и во тоа лежеше предизвикот дали Киненова да се случи на телевизија, меѓутоа ми се чини дека и фестивалот и телевизијата добиваат во овој случај. Критериумите во однос на изборот на филмовите останаа високи, да се обраќаме на поширок круг на публика, но квалитетот секогаш ќе биде препознаен. Инаку да се надоврзам на Небојша, маките на вистина беа големи, ако знаеме дека, да речеме, еден кански фестивал воопшто не се одржа, беше одложен. Исто така и многу други фестивали чии програми ги следиме, па потоа ги ловиме тие филмови кои треба да бидат дел од Киненова, исто така поголемиот дел од нив беа одложени. Меѓутоа на крај ми се чини дека со контактите на Небојша и со оние филмови кои се пријавија и кои сакаат да учествуваат на Киненова, успеавме да направиме една фантастична програма. Во однос на тоа Киненова да се пресили на ТВ, мене ми се чини дека телевизијата со овој потек повторно станува секси, бидејќи претежно телевизиите кај нас се, според by the book, се ориентирани на информативниот дел од програмата, но ги забораваат едукативниот и забавниот дел. Овој пат со Киненова на ТВ24 тоа се исполнува во целост и затоа велам, телевизијата повторно станува секси. Успеавте ли, Небојша, да најдете поддршка за организација на Киненова во овој изминат период, бидејќи ми се чини дека со целата ова економска криза во која што сега завлегуваме, најмалку некој што сака да поддржува е токму вакви настани, освен ако тоа не е некоја институционална поддршка, да речеме. Така. Да, се одразува кризата на секое поле, се го почувствувавме тоа, меѓутоа ние не отстапивме од амбицијата, значи како што кажав, тој концепт програмски и сите програмски целини кои што ги поставивме во мај, и јас колку што се сеќавам, мислам дека сите ги реализиравме. И мислам дека, како што кажа Игор, дека е оваа година и на некој начин атрактивен, посебно атрактивен проект Киненова, бидејќи ќе биде достапен, значи ќе биде достапен до секого бесплатно, во официјалниот дел, како што знаете, без прекид на програмата и до секој дел на Македонија. Во однос на поддршката, институциите
не запреа по традиција кои што не поддржуваат. Морам да кажам тука, дури и агенцијата за филм најде начин во овие услови, значи како тоа да го изменаџира за повеќето фестивали меѓу кои нашиот. Соработката со повеќе амбасади, делегацијата на Европска унија, амбасадата на Шпанија, амбасадата на Австрија и така натаму, значи имаме традиционални партнери. Оваа година се приклучи и некои други општествено одговорни компании на кои што особено им благодариме, како што е генералниот покровител Vivax. Тие, морам да напоменам, исто како и ТВ24 се буквално партнери и директни поддржувачи на Кина Нова, затоа што во возможија услови ние сите ресурси ги вложивме за да оваа година имаме најбогатата програма и да ги имаме правата за сите филмови кои што ги посакуваме. Така да заедно со овие институции, национални или меѓународни, значи ние склопивме програмата и како да кажам сега, можеше да биде секогаш може во поголем обем, меѓутоа со оглед на тоа што сме фестивал во раст, 5-то издание, значи сметам дека до сега во оваа година го постигнуваме врвот. Иако во криза, ние го постигнуваме врвот на фестивалот. Што е она што за 10-15 години од сега, кога ќе седнете и кога ќе славите 20 годишен јубилеј, ќе речете на времето кога славевме символичен јубилеј од 5 години, се обидувавме да донесеме нешто толку спектакуларно за да може да се истакнеме и еве да доживееме 20 годишнина. Значи гледаме сега малце понатаму во иднината. Во перспектива. Кине Нова е нов фестивал, 5-то издание и ми се чини дека секоја година се случува по нешто по кое ќе биде и запаметен. Оваа година еве спецификата е дека сме на телевизија, дека програмата ќе се емитува пред широк аудиториум. Селекторски сега зборувам во тој дел. Секако, да. Селекцијата на филмовите оваа година имаме дури 11 селекции. Секако официјалната програма е онаа што представува голем предизвик. Имаме 8 филмови. Европската кинематографија е во фокус, но не ги забораваме и балканските остварувања, еден хрватски и еден грчки филм. Од другите програми би сакал да истакнам две, можеби Небојша ќе се надополни. Едната е посветена на шпанската кинематографија, односно фокус на режисерот Фернандо Труеба. Кога ќе споменеме шпански филм, секогаш на прва топка ни е Педро Алмодовар во фокусот поради неговиот успех. Меѓутоа, доколку се загребе под површината, гледаме дека шпанската кинематографија е една од најсилните европски кинематографии, а еден од најрепрезентативните нејзини представници е секако Фернандо Труеба, кој 1992 година доби Оскар за најдобар филм од неанглиско говорно подречје. Меѓутоа, уште поважно, веројатно за гледачите, е тоа што токму Фернандо Труеба ја откри Пенелопи Круз, а потоа Алмодовар ја крена на оскаровски височини. Имаме 3 филма од Труеба, а што се однесува до домашната македонска кинема... Пенелопе Круз, извини што те прекинувам. И во сите 3 филма игра Пенелопе Круз. Секако, да, главна улога. А што се однесува до македонската кинематографија, оваа година фокус на документаристиката и на Билјана Гарванлиева. Само да подсетам дека пред 15 години токму прерано починатата за жал Билјана Гарванлиева повторно ја стави во фокус македонската документаристика, која во изминатите децени имаше голем успех. Да се подсетиме дека Дајана Столе Попов, краткиот, ја имаше првата номинација за Оскар од нашата кинематографија. Билјана со неколку своји филмови успеа да добие неколку меѓународни награди, меѓу кои Златна Лола, ми се чини дека директно Ангела Меркел ја додели тогаш, и оваа година фокус 3 филма од Билјана, со тоа што последниот е посхумно реализиран по незината смрт од страна на незиниот сопруг Михаел или Мануел Цимер. Мануел, да. Заедно со него го има работено овој проект. Така, да, заедничка соработка. Небојша, кажи ми, бидејќи некако треба да бидеме ефективни со времето, во однос на работите за кои што можеби не те прашав, а би биле од интерес за гледачите во ова најавно интервју со вас двајцата, бидејќи ќе имаме можност во текот на програмската шема на телевизија 24 да седнеме убаво да поразговараме за се што се однесува на фестивалот, но чисто во овој најавен дел, има ли нешто што треба да биде споделено, не те прашав? Да биде споделено. Освен многуте работи. Да, бидејќи освен многуте работи, да, бидејќи го отвараме вечер во фестивалот, ова е еден вид на
како да кажеме, најава за тоа свечено отворање. Ова Затоа е сме во црвениот тепих. да, во оваа убава атмосфера во Кино Милениум. Да. Да напоменеме дека на фестивалот ја имаме, нели, не во живо преку малите екрани, харизматичната и голема, би рекол, Бранка Катич, големат звезда на екс-југословенските простори, сега веќе на европско тло. Таа е добитник на наградата за особен придобив за филмската уметност. Топло го препорачувам да го погледнат гледачите интервјуто и самото доделување на наградата. И да, мислам, единствено да кажам дека без дилема мислам дека гледачите ќе уживаат и ќе најдат секој за секого има по нешто. Мислам дека ќе се пронајдат во некој од програмите најмалку. Така да препорачам само да уживаат во она што го припремивме. Игор, истото? Огнен, ми се чини дека одамна не било возбудливо така кога се менуваат каналите и видиш дека нешто се случува на ТВ24 преку најавните джинглови, шпици, трейлери за филмовите. Телевизијата овие денови изгледа малку поинаку, нели? Да, мислам дека ќе треба календар на активности да си направам. Календар имате на веб страница? Секако, да. Одлично. Програмата со тоа што следниве денови за време на празниците дури тројна програма од 18, 21 и 23 и како што кажа Небојша, за секого има по некој филм во кој може да се пронајде, во кој може да дискутира со своите домашни, со своите најблиски, така што Кино Нова оваа година го избра најбезбедниот начин да се ужива во филмската уметност преку телевизија. И во овие услови може би највозбудливиот. Секако. Само би сакал Може и ќе ви се отворат идеите за понатаму да правите пола-пола. Пола да остане на телевизија, пола да остане во киносалите. се надеваме дека оваа состојба ќе заврши дека Не, состојбата ќе заврши сигурно, него да видиме дали бидејќи кога ќе отворите се за јавноста, може би следната година самата јавност ќе бара повторно да направите нешто. Јас само бидејќи ме прашавте, да би сакал да дополнам за оваа година за жирито. Бидејќи имаме големо име во големото жири, значи фестивалот традиционално има две жирија. Едното е главно жири кое што ја цени главната надпреварувачка програма меѓународна конкуренција. И тука го имаме како претседател на жирито големиот полски автор Кшиштоф Зануси, многократно наградуван по големите светски фестивали и еден вид една жива легенда во полската кинематографија, па и во европската. Понатаму дел од ова жири е господинот Керем Мајан, актуелниот директор на Истанбулскиот филмски фестивал и исто така Драгомир Шолев, режисер од Бугарија, додека малото жири го предводи Ален Дрљевич, исто така наградуван режисер од Босна. А членови се Ана Дишлиевска-Митова, директорка на Филозофскиот филмски фестивал, и Стефан Арсенијевич, исто така режисер од Србија. Благодарам многу за издвоеното време и за ова кратко интервју. Рековме ќе оставиме простор на гледачите да имаат и понатаму во програмските содржини, освен што ќе го следат целиот фестивал, да слушнат и други детали кои што се зад завесата. Ако до сега не ја фатиле ретро програмата, значи вечерова нека стартуваат. Благодарам многу за издвоеното време. Фала. Благодарам на вас. Претеравме. Не.